civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Сайбер нападите се конкретно насочени со време. Значи, денес кога имаме толку брзо се шират информациите, тие точно знаат кога да ги направат сайбер нападите. И тогаш ги прават, како што напомна Филип. Црна Гора ја напаѓа од кога влезе во НАТО. Дик го напаѓа кога беа изборите, не предходно. Истото се случуваше и до некаде и се случува, ни се случи на нашиот вебсайт сега. Што го работиме, ние бевме нападнати кога влегавме на агрегаторот кој што значи поголема читаност. Пред тоа не бевме ние напаѓани како фронтлайн. Kiss of Death. Kiss of Death. Покасно ќе се навратам на каква е реакцијата. Сега сакам да зборнам за конкретно мојот случај. Во 2015 година беше декември месец, кога беа средношколските протести, јас се обидував преку сатирични видеоклипови да помогнам да се слушне нивниот глас. Се сеќавам дека имав еден клип од минута и нешто и имаше користено материјали од секаде, не беа тие авторски материјали што ги користев во изработка на клиповите и некој препозна дека тоа може да биде голема опасност. Бидејќи мојот блог одеше на како вебсайт, она беше со .mk, хостерот ми јави дека имам страшни напади одма од како сум го објавил тој видеоклип. И бидејќи тоа беше многу ефтин начин, како што и точно сите ние блогерите не мислиме да трошиме средства за вебсајтовите, тој ми рече, че ми извиниш, но морам да ти го исклучам додека не престанат нападите. Наредниот ден, бидејќи јас видеоклиповите ги пласирав преку YouTube и после одја на мојот блог или сайт, добив известување од YouTube дека ми е цензуриран дека е цензуриран конкретниот клип. Некако многу се совпаднаја тоа да ги имам нападите на блогот, надворешни беа, значи хостерот како што ми извести не се од Македонија, туку од надворсе, и цензурата на YouTube. Се работеше за, како што ми извести YouTube, за 2 секунди од 1,5 минута целиот клип како што беше, 2 секунди прикажување, внимавајте, на македонското знаме. YouTube конкретно известува кој го пријавил случајот за тие да реагираат и по името и презимето, бидејќи тогаш интернет заедницата рече си сите се познават, што бевме поактивни, а и со помош на другите од интернет заедницата, тој што го пријавил видеоклипот за да биде цензуриран беше админот официјален на најголемата политичка партија која што тогаш беше во власт. На YouTube тоа не можеше повеќе доди. Оти процедурата за да поднеси жалба е голема, а тие напаѓаат точно време и знаат дека после тоа нема никаков ефект, значи тие нивниот ефект си го постигнале, клипот не одеше, но не рачунаја на одговорот на интернет заедницата. Што се случи? Се случи рикошет. Се случи сите што беа активни поддржувачи на тогаш тие протести кои што беа за добро на сите и се бореа против режимот, самоволно ми предложија да го земат мојот видеоклип и да го хостираат преку нивните акаунти.
што на YouTube, што на Vimeo. Имаше над 500 различни луѓе кои што го хостираа видеоклипот. И целта на тие што ги направија тие сајбер напади над мојот блог и над конкретно над клипот, им се вратија назад. Во нормална ситуација, тие ако не го направија тој напад на блогот, ќе имаше некаде 2, 3, 4, 5 илјади гледања. Со тоа што тие го направија, со реакцијата на интернет заедницата, имаше над 120.000 гледања. Мислам, за наши услови тоа е многу позамашно број. Не само за наши. Зборот ми беше дека тие сајбер напади што му сте добро осмислени од тие центри на мојки, понекогаш знаат да му се вратат во несакана за нив ситуација. Се добива на актуелност, се добива уште повеќе на тоа дека токму тие се тие што ги вршат нападите и ефектот му е сплатирано до нешто мислење. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.